За должината на вашата мисла не можам да дадам никакво мислење ниту дефиниција, но ја знам брзината ваша кога преоѓате на усвојување на дневен ред. И сега бидејќи кажавте дека колешката Вјолца Адеми била, извинете, јас не памтев од тогаш која колешка беше, точно е заменичка координаторка на пратеничката група на ДУИ. Јас само ќе ви поставам едно прашање, се надевам дека ќе го искористите ставот 4 од членот 88 кој што го цитиравте, дека по завршувањето на говорот за процедурално ќе ми дадете појаснување и ќе ве прашам што доколку некој од оние пријавените процедурално на тој 16 јуни барал некоја друга измена, дополна на дневен ред или според членот 148 нашето барање кое што остана неизнесено, бидејќи вие насилно го усвоивте дневниот ред, што е факт, бидејќи нели колешката Вјолца процедурално побара усвојување на дневен ред. Каде е сега тука процедуралното право да побараме измена и дополна на дневен ред, кое што вие го прекинавте и велите дека дневниот ред е усвоен. А нашето процедурално беше на дневен ред да се постави информацијата според членот 38 од деловникот, од она веќе далечна од 5 февруари јавна расправа околу реформите во основното образование и како ние тоа право да го добиеме, ако вие вака насилно се однесувате, еве повикавте да се разбереме со збор, нема проблем, ќе зборуваме, но еве објаснете ми по членот 88 ставот 4, како пратениците кои што беа тогаш пријавени за процедурално, да ја добијат можноста за измена и дополна на дневен ред, бидејќи ете колешката Адеми била пред нив, се пријавила за процедурално и побарала дневниот ред да биде изгласан. Каде е наше процедурално барање? Затоа ви велам, кога сите процедурални барања за збор ќе ги сослушавте, вие тогаш, според деловникот, според сценаријата кој што ги имавте, ќе требаше да поставите едно клучно прашање, дали некој има збор за дополна измена на дневниот ред, па потоа да го ставите дневниот ред на усвојување. И не случајно вие само што го направивте тој насилнички чин, на брзина ја прекинавте таа седница и си побегнавте ве исчезна. Значи, на вистина, нешто не е ова демократија. Туку не знам дали постои некој збор во нашиот вокабулар со кој што би објаснила начинов на кој што еве вака сега за чудо смирено објаснувате, повикувате со збор да се разбереме. Еве ве молам, објаснете ми како пратениците кои што беа пријавени за процедурално не ја добија можноста, а имаа предлог за измена и дополна на дневниот ред, што според деловникот дека може да ја искористат. Вие си го усвоивте дневниот ред без да ги сослушате сите останати пријавени за процедурално. Јас не знам дали постои некој друг начин за да се побара измена и дополна на дневен ред. И како велите дека сте исти, кон двете страни, еве во оваа сала, каде што стојат пратениците, не апсолутно, не се однесувате еднакво. Ако беше еднакво, ако сакавте да се разбереме со збор, зошто ги прекинувате седниците? Објаснете ми зошто ги прекинувате и бегате. Барав збор на претходната седница, чекавме да ја завршите мислата. Па еве ја завршивте, колку и да беше долга. Зошто не ми го дадовте бараниот збор? Според деловник сте должни да ми го дадете веднаш штом ќе го побарам. Зошто? Зошто? Објаснете ми. Објаснете ми, имате право после ова, долга мисла, кратка мисла, небитно, сакам да ве сослушам како нашите пратеници не успеа да искористат можноста со процедурално да побараат измена и дополна на дневен ред. Или ќе бегате од конечниот извештај на таа јавна расправа, ќе бегате од многу други настани кои што се случија, од она што се случува во моментов по нашите основни училишта, за кои што некој сериозно треба да одговара, а никаде го нема, а велат многу работа, јас не знам што работат. На вистина не знам што работи министерката Мила Царовска. Дали некој може да ни објасни? Освен оние пресови кои што ги држи, дали нешто се сработи? Па впрочем состојбата во училиштата тоа ни го докажува. Гледате што се случува. Јас доаѓам од Гостивар. Во Гостивар моментно најактуелно е штрајк на професорите по турска настава во гимназијата. Како тука Мила Царовска се одлучи баш тука да ја укине едната паралелка за турска настава? Зошто? Зошто? Дали Мила Царовска проверила други паралелки со по колку ученици се и на која настава се? Или битене
на кој што се одржува наставата. Па така, почитувана, веќе ви кажам, почитувана председателке, сепак, така е редот. Така не се работи. Така не се работи. Со двојни аршини спрема, не само спрема пратеници, туку воопшто спрема сите граѓани во Републикава, така не се работи. Така не се работи. Колку повеќе бегате од одговорите кои што ние само овде имаме можност да ви ги побараме, да ни ги кажете, толку повеќе си заглавувате во сопствените грешки и неработи. А ние, се додека микрофонов, кога тогаш ќе ни го овозможите да го искористиме, немаме за друго што да зборуваме освен за ова. Зашто да зборувам? Дека во државава се цвета? Дека се е добро? Дека е дојдено до иновации во училиштата и до закони за основно образование, за да се вметнат таму неискусни наставници, кои што со предходниот закон, односно важечкиот, треба барем 2 години искуство да стекнат, за да се стекнат со решение. Затоа брзате вие. За сега во предизборие да удрите уште една тура на вработување на ваши подобни кадри. А велевте дека нема да има партизација во институциите, дека ние сме претерале со тоа. Не, вие претеравте. Вие претеравте, а бевте тие кои што ветувавте дека тоа првиот ден на вашето владење ќе го снема. Напротив, го дуплиравте, го триплиравте и сега не знаете каде сте, не знаете што со себе и вам ви одговара ова што ви снемува време. Ама глумите дека еве нешто опозицијата овде ве притиска, блокира. Што блокираме ние? Јас не знам за еден закон дека е блокиран во собранието. Вие ја камуфлирате само вашата немоќ да си одржите седници. Одмор од 31 ден имавме. Зошто? Време за одмор беше во државава? Или за работа? Ни одмор, ни работа, ништо од вас нема. Ништо. И сега ви текна за закониве. Сега. Пред избори ви снемува време, а наназад година, наназад 4 години што работевте? Кажете ми што работевте, не мора мене на јавност, објаснете што работевте и што сработивте. До кај ни се училиштата, до кај ни се болниците, до каде сме со ковидов, последни во светот сме, последни. И че зборуваме за некои си иновации, па кажете на јавноста која ви е целта за овој закон за иновации кој што сега го допревте, затоа што сте во ќорсокак. Целта ви е една личност да ја спасите, затоа што сте промашиле, не сте увиделе дека во законот се бара друго образование. Кажете го тоа на јавноста. Доста велите дека опозицијата е виновна и кочи. Ништо не кочи опозицијата. Опозицијата се бори да дојде до микрофон и ова да ви го соопшти. Ни срам, ни перде немате. Избори ве чекаат. Кај ќе одите? Пресови само да држите, ништо друго. Одете со јавноста, нека ви каже во очи со колку пари во денот праđаат. Прашајте ги семејствата на учениците колку пари уште им недостаат за да можат своите деца на училиште да ги пратат. Лани имавме амандман на буџет за да се овозможи снабдување на компјутери во училиштата, го одбивте. Па сега Царовска вели, барајте родители компјутери по училиштата, па кај да ги бараат? Кои компјутери да ги бараат во училиштата? Објаснете за јавноста. Објаснете деловник, според не знам, според нешто измислено, излажете. Или ќе прекинувате седници и ќе бегате. И надвор прес држите, опозицијата навредувала, опозицијата блокирала. Ништо од тоа не е вистина. Ништо од тоа не е вистина. Вие го навредивте целиот македонски народ. Сите граѓани во Република Македонија. Конкретно најмногу што ме боли е за турците во Гостивар, во гимназиската установа. Да, тоа е најактуелно, ама од вас човек не може да стигне. Што е поактуелно? Што е поактуелно? Бугарски фашистички окупатор, благодарам Благица. 8 септември настанот, сакате да го заборавиме. Па и Господ направи да се случи на 8 септември. Наместо да славиме нанапред години и години, ние ќе тагуваме. Ама некој тагува, некој вели дека е банално да се споменува тој датум. Одете во Тетово, прашајте дали е банално. И зошто се случи. И каде се оставките, и каде е одговорноста, не само на Филипче. Каде е Царовска? Каде е Шахпаска? Вчера не стигна, затоа не усвоивте информацијата, за да не може тука да зборува. Каде е Царовска? Што ќе ни каже Царовска? Дека се е одлично по училиштата, дека сега треба уште овие 2 закони да се донесат и се ќе биде во ред. Јавноста треба да знае. Првиот закон денес што е на дневната само за партиски вработувања пред избори и ништо друго. Треба да знае. Вториот исто така. Овој што ја прекина седницата за иновации само за една личност со име и презиме. Такви закони носи оваа власт и така се грижи за граѓаните во Република Македонија, кои што за жал крај со крај не можат да врзат.
Затоа на локалните избори ќе го добиете она што ви следува и за парламентарните. Се гледаме. Поздрав.